Брачните караници, нетрпението кое често ескалира во насилство, останува зад затворени врати. Семејното насилство се уште недоволно се пријавува, а се почесто насилство во домот трпат и децата, покажуваат анализите на граѓанскиот сектор. Се уште има случаи што се случуваат и што остануваат за затворени врати. Навистина на жртвите им треба многу најпрво охрабрување за да може да се осудат да започнат постапки и да ги завршат и да се ослободат од семејното насилство. Од Центарот за социјални работи вела дека немаат случаи на покрената постапка за одземање на родителско право поради насилство врз дете. Центар за социјална работа може да покрене постапка за одземање на родителско право, а родителското право го одзема надежниот суд. До сега имаме покренати, меѓутоа сите беа заради занемарување и запоставување на децата. Во случај на семејно насилство не сме покренувале постапки за одземање на родителско право. Освен жените кои во најголем процент се јавуваат како жртви, насилство дома трпат и мажите. Изминативе 10 месеци годинава, секторот за внатрешни работи Штип поднесе 37 кривични пријави за сторени 38 кривични дела во врска со семејно насилство, од кои најголем број се загрозување на сигурноста и телесна повреда. Советодавната група на граѓани денеска расправаше за семејното насилство со цел детектирање на проблемите и согледување на актуелните состојби со насилството присутно во домот. Во јавната дискусија беа вклучени представници од институциите во чија надлежност е превенцијата и спроведувањето на законот. Денешнава седница на Советодавната граѓанска група има очекувања да сублимира, абсолвира соодветни заклучоци од досегашната меѓуинституционална соработка, утврдените протоколи, потреба евентуална за нивно дополнување на доградување и се разбира предлози во функција на унапредување на состојбите, односно намалување на оваа појава, превенирање пред се. Насилството генерира насилници, меѓу другото на денешната трибина се постави прашањето за се пораното појавување на насилно однесување кај децата. Возрастната граница е поместена од 6 на 3 години. Не станува збор за хиперактивни или темпераментни деца како што мислат родителите, туку за агресивно однесување, а тоа е проблем на кој треба да се посвети поголемо внимание.